Екипата на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Ова утро ви се јавува од просториите на Домот за стари лица Мајка Тереза, каде што денеска се подготвува еден специјален новогодишен базар. Разговараме со раководителот на Домот за стари лица, господинот Јорданчо Јосифов, кој што ќе ни каже малку повеќе за тоа како функционира ова прекрасно семејство кој што брои околу 80 члена. Господине Јосифов, добро утро. Ви благодарам што ова утро сте заедно со нас, со нашите гледачи. И сега за почеток би сакала да ни кажете, да ни раскажете како започнува приказката на Домот за стари лица Мајка Тереза. Добро утро и од мене и од корисниците во Домот Мајка Тереза. Станува збор за старски дом кој концептот го наследуваме од Кралството Шведска далечната 1964 година, кога по земјотресот во Скопје е дониран овој објект кој што е предвиден за згрижување на стари лица. Концептот е прекрасен, ние како професионалци кои што работиме во него знаеме да кажеме дека станува збор за еден скандинавски модел. Зошто? Затоа што има многу зеленила, зашто е лесно пристапен, овозможува безбедна мобилност на старите луѓе и на нас како професионалци не дозволува да работиме во едни прекрасни услови кај што можеме согласно афинитетите и желбите на самите корисници да исполнуваме голем дел од работната терапија, што е еден од концептите за кој што ќе зборувам понатаму во настап. Ја споменавте работната терапија, кажете ни кои се придобивките од оваа работна терапија и што се вклучува во неа? Убаво кажавте, работната терапија како концепт е замислена да служи за активирање, односно за потенцирање на сите оние вештини, хобија, убави креативни работи кои што ги поседуваат старите луѓе. Не значи староста дека луѓето кои ќе заминат во пензија треба да престанат да живеат и да творат, баш напротив, концептот е тука да ги поттикне, ние како професионалци, целиот тим се трудиме да ги поттикнеме старите лица да творат, да реализираат, да создаваат дела. Најчесто се тоа оние работи кои што нив им се афинитети и понатаму во прилогот ќе видиме дел од нашите корисници кои што знаат да плетат, кои што изработуваат различни ракотворби во смисла на славски шишиња. Имаме корисничка која што ја одржува нашата шивална, така да кажам, кај што се за наши потреби, но понатаму размислуваме вид на проект да се вклучиме и во социјално претприемништво, да имаме форми каде што корисниците согласно своите афинитети и хобија, вештини кои што ги поседуваат, ќе можат да изработуваат нешто и сето тоа ќе биде на додадена вредност од нивното функционирање во домот. Освен нивната корисност и валидизирање на нивниот труд, исто така ќе имаме бенефит во тоа што ќе добиеме производи кои што ќе влеземе во салонот кај што се изложени и ќе можат да ни овозможат еден поширок асортимент на производи кои што ќе ги продаваме. Се со цел да допреме до јавноста, да овие луѓе допринесеме за нивната инклузија во јавноста и во општеството, дека не се стари, дека не се заборавени, баш напротив, дека се креативни и дека се уште има живот во нив. Една од девизите, паролите во домот, освен староста е прекрасна доба од животот, како златна доба, не е и тоа дека не е битно колку години живот имате, туку колку живот има во вашите години. Ги гледаме вашите корисници овде, навистина јас на сите им дадов комплименти, не изгледаат за своите години, значи дека им е навистина убаво овде и исполнето им е времето. Ги споменавте дел од работилниците и сега организирате денеска на 11 декември базар. На овој базар ќе бидат представени дел од нивните изработки. Ајде кажете ни за што ќе станува збор и вие во соработка со угостителското училиште. Да. Значи, базарот го замисливме со две компоненти. На едната страна ќе бидат производите кои што ги изработуваме во нашата работна терапија и како што кажавте, тука ќе се најдат сите оние плетени, везени, шиени работи кои што ги изработиле нашите корисници во соработка со персоналот. Исто така ќе се најдат и дел од колекцијата на славските шишиња кои што ги изработува господинот Милан. Ќе се најде се она во што старите вложиле труд, вложиле креација и излегол некој експонат и производ кој што на секој од нив си постои сертификат со кој што ние потврдуваме за автентичноста на тој производ дека е изработен од стари лица кои се сместени во Дом за стари Мајка Тереза. Од друга страна, вториот дел од денешната работилница, подолго време веќе работиме една активност која се вели кујната на баба. Станува збор за активност во која што ги собираме сите оние наши стари традиционални рецепти по кои сме познати како народ и како кујна и сега збориме денеска да речеме претежно ќе бидат застапени благите работи, односно десертите и во самиот базар ќе бидат вклучени десерти кои се изработени од страна на учениците во средното угостителско училиште Лазар Танев, на кој
што сме и бескрено благодарни за континуираната соработка и секогаш ни помагаат. Поентата на проектот е всушност се обидовме да го споиме искуството и вештините на старите лица заедно со трудот и она што треба да го научат младите угостители во тоа училиште. Па ќе појдеме и ќе видиме дел од производите кои се изложени таму. На тој начин допринесуваме на старите луѓе да освежат својата меморија, некои прекрасни рецепти да не се заборават, на некој начин да си ја сочуваме и негуваме традицијата, а на младите луѓе, учениците од училиштето Лазар Танев им овозможуваме да преку практична работа ги совладаат овие кулинарски вештини и утре да бидат достојни репрезенти на македонската култура и кулинарство. Покрај овој новогодишен базар, организирате и базари, нели, за Великден, претпоставам и за останатите празници. Колку ги исполнува корисниците, односно луѓето кои што се живеат овде, да не ги велиме корисници, туку да кажеме на ова големо семејство? Баш така. Може да кажеме резиденти, ако одиме терминолошки, но да, баш едно големо семејство каде што сите сложно работат и соработуваат и резултатите од тој труд ги гледаме. Значи, освен на новогодишниот базар на кој што го подготвуваме денес, имаме традиционален великденски базар кој што секогаш го правиме пред Великден со мотиви на производите од самиот празник и исто така учествуваме на сите оние за Пресвета Богородица на 28 настојуваме да се поеме на базарот во Матка или во кај црквата Пресвета Богородица во центар. Имаме учествувано на Белите ноќи. Се трудиме да активно бидеме вклучени и во општественото живење и функционирање конкретно на градот Скопје со тоа што учествуваме на сите настани кои што ќе добиеме покани. Имаме одлична соработка со центарот за со службата за социјални работи во склоп на самиот град Скопје и на општина Карпош. Се обидуваат да ни помогнат со карти, со транспорт и сето тоа станува многу полесно изведливо. А зошто го правиме тоа? Затоа што овие корисници не се осамени, не се заборавени. Навистина се грижиме за нив, благодарност јавно до целиот тим кој што го прави сето ова и резултатот е благодарноста на самите корисници и на нивните семејства дека навистина овие луѓе стануваат активен чинител во општеството. Мотото под кое што оваа година се обележа меѓународниот ден на старите лица беше баш тоа. Старите лица како активни чинители во општеството. Ние се трудиме да го почитуваме тоа и на дело да го практикуваме. Разговараме со господјата Стојанка Крстевска, која што е веќе 10 години корисничка на услугите на Домот за стари лица Мајка Тереза при Геронтолошкиот завод овде во Скопје. Господјо Стојанка, добро утро. Добро утро. Ви благодарам што одвоивте малку време за нас и за нашите гледачи. Сакам да ве прашам, вие сте 10 години веќе овде корисничка на услугите во домот. Како сте задоволна и како ви поминува слободното време? Задоволна сум. Времето ми поминува со машината. Машината ми е хоби и кога сум работела, кога ќе дојдам до работа, ако не влезам во машина, тој ден не е мој ден. Дали секој ден шиете? Вие покрај тоа што шиете и плетете, ми кажавте, во слободното време. Меѓутоа, дали секој ден шиете или има некогаш кога правите пауза и што најмногу шиете? Што најмногу шијам на корисници. Шијам, што имаше една бабичка везеше, јас ги шиев перничиња, торби и све друго, све. Дали како млада се занимававте можеби со шиење и што работите? Многу мерак имав и од 10 години решив да почнам и да шијам кога ќе зедам од школа. Дали ви беше тоа професија? Не ми беше професија, али професија јас ја направив самата, пошто имав голема желба да шијам и мислам дека машината не ја оставам до крај на животот. Што значи за вас ова, да кажеме, работна терапија? Оваа работилница, да ја кажам, која што ја има во склопот на Домот за стари лица Мајка Тереза? Па ова е убава занимација, дружење. Ние бевме 16 луѓе. Секој си ја работеше својата работа. И така јас со машината. Машината ми беше најдобра другарка, да. Господинот Милан Јовевски е исто така повеќе од 8 години корисник на услугите на Домот за стари лица Мајка Тереза при Геронтолошкиот завод. Тој е вклучен во ова работилница, има навистина интересно и не секојдневно хоби, изработка на овие преубави шишиња, овие се и украсни, меѓутоа и функционални шишиња. Господине Милан, имате навистина интересно хоби, дали ова го работевте од секогаш како хоби или почнавте овде во домот? Во домот кога дојдов, јас се запознав со
вакви шишиња да изработувам, ми покажа една колешка и јас успешно ги завршив тие работи секоја година и ги изложував на базара. Само на базарот кој што се организира овде, напредно, или... Него се базарите ги организираме и во Матка, и овој црквата што е кај на Трифун Костовски. Да. Сега, ова е навистина интересна техника, ке може ли малку да ни презентирате? Кажав дека се и украсни, меѓутоа и функционални. Да. Тоа значи дека во нив може да се наточи пијалок, така? Да. Да, јас овие ги изработувам со коноп кој имам пиштол на загревање со силикон и го лепам конопот, го вртам на шишето од дозвола све до горе до поклопецот во смерот на сказалка на саатот. Се лепи на шишето, а шишето претходно миено, очистено и така натака. Кога ќе завршам до горе, онда обратно ставам коноп за затварање и отварање на капакот. Тоа можам да ви покажам. Еве го капакот, се двои од шишето, а е покриен со канап. Така да овие кои што ги купуваат обично за слави, домашни слави, за нашите слави православни што се кои ги користиме, ги славиме. Баш завчера бев на слава кај син ми на Свети Ѓорѓија и има исто таква шиши, од тоа шише бевме почестени со ракија. Покрај овие шишиња, славски шишиња, така да кажеме, овдека Света Варвара, Света Срекна Слава пишува и Света Тројца, изработувате и држачи за салфетки. Може да ги... Да. Салфетки, тоа се овие, едноставни, али многу се пипави, за она треба да се 97 пати да се протне канапот на нега, тоа е 3 сантима од тоалет папир сечени картоните и се моткаат околу него и тие служат за ставање на салфети, сервирање на некоја слава, свадба и така натака, и доста се трошат, не се скапи. Да. Господине Милан, сакам само да ве прашам за крај на овој разговор со вас. Што значи за вас оваа работилница овде, која што се организира во Домот за стари лица? Можам слободно да кажам, ја кога дојдов овде, кога се запознав со ова, си го продолжив животот на овој начин. Значи, јас се осеќам корисен за домов и ми е задоволство да работам, да помогнам и да творам нешто што ние стари раце со стари срца знаеме и да твориме. Да. Не сакам да го кажам ја тој збор стари раце, стари срца, возрастни раце и нели мудри и возрастни срца, ете така да кажеме. Сите вие корисниците овде изгледате навистина прекрасно. Не знам дали ќе дозволите да ја кажам вашите години, ама навистина не изгледате за тие години кои што ги имате. Ви благодарам многу за разговорот. Господјо Мирослава, вие сте повеќе од 11 години корисничка на услугите на Домот Мајка Тереза при Геронтолошкиот завод. Како сте задоволни од вашиот престој овде сите овие 11 години? Јас за овие 11 години домот си го чувствувам како стварно дом. Живеам во прекрасни услови, макар да е стар домот, ама јас ја гледам душата на луѓето. Како викаат луѓето? Почне од директорот па до чистачката. Кај нас е се од душа дадено. И така треба да биде. Вие сте исто така член на работилницата, нели? Таа што ја имате овде во Домот за стари и се занимавате со плетење. Што изработувате?
Па јас со плетење изработувам се што треба, што ќе ми дадат за задача, ја исполнувам со големо задоволство и со љубов плетам. Сакам да изгледа убаво, да биде привлечно за купувачите кога имаме вака некој пат базар. Презадоволна сум што можам времето да го искористам во добри сврхи. Што изработувате најмногу? Па зависи од например од времето кое шалови, капи, кога е Великден, зајаци, коњи, украси за разни калци, така? тиквички. На базарот сега што ќе има ваше на овој предновогодишен? Тиквички и шалеви. Господјата Вера Цветановска е повеќе од 22 години корисничка на услугите на Домот за стари лица Мајка Тереза при Геронтолошкиот завод. И таа е вклучена во оваа работилница, меѓутоа е одговорна за дворот и за убавото зеленило кое што се наоѓа во склоп на Домот за стари лица Мајка Тереза. Господјо Вера, 22 години кажавте дека ова е веќе ваш дом. Кажете ми како се чувствувате овде и зашто сте одговорна? Јас се чувствувам овде како дома. И многу ми е мерак што ја погодив професијата за цвеќиња да одржувам. И ќе ми донесат од надвор, јас треба да го... ова е пример тука, околу со тие широките лисја, ма сега измрзнаа. И да. И на пролет ќе се истерат и тоа така кругче. И тоа ме исполнува мене. Оти ја не сум тип за да седам. Ме копа вака нешто. Да си најдете работа. Занимација. И си метам што кажа шефот, си работам, се тоа. Не се брзам, со мерак го работам. Кој ќе дојдат да ми кажат, леле, шубаво она цвеќе, и ја уживам у тоа. Дали од секогаш сте биле љубител на цвеќиња? Како не. И дома ние у барака со син ми живеев јас и сна, и таму ни завидува у дворот цвеќе. Тоа јас се преку мене. Така. И ми се погоди овде тоа. Исто. Да може да го уредувате просторот овде на дворешниот простор од Домот за стари. Да. И ја со мотика не копам. Имам еден нож толкав и оти мотика е тешка е. И јас си најдов, таму гледате како е скопано, и кога влеговте ондека на влезот. И лесно ќе ми биде, сработено е. Сега во зимскиот период како го исполнувате времето, бидејќи повеќе хортикултурата, повеќе во пролет, лето, есен. Сега веќе на зима, со што се занимавате, како го исполнувате вашето слободно време? Па видите сега, јас не довидувам. Ќе си земам за децата, ќе си плетам. Калци, тие работи, така. И тоа ми поминува, како не. Имам ја 3 деца. Благодарам многу.